Пари не дават, ама секогаш парите не се пресудни. Така ли? Ја кога ве гледам сега со каков жар играте, запалите од половина натаму. Дали? Тешко. Не сте ги играле во колку? Различно е просторот и... Еки, застани овде с другарчето, овде една снимка да направим. Ајде, трајка. Ајде. Овај, давче. Кире, дојди. Ајде. Дај тоа плакетата, дај плакетата, земи си. Дај плакетата. Од повеќе представи се сцени ги сменуваме на зависност каде играм. Ја ќе зајавам петок, вие сега. Еко штерна, контролна. Ихо! Абе, ние не смо биле за овде. За нигде смо таму. И за негде утре до 5 автобус. Шо права там да не се спијат? Не, стварно, ако сте сите, тој да почнем. Да, може. Идемо. Не, дали ќе дојдеш некој? Абе, ја у вас се ја на едни пријатели, но нема ги, не ги гледам тој само. Само Слободан дошо. И они нема го доведем. Доведемо. Ајде, устани се засуши, давај ќе го шприци. Чекай, шо? Вика да почнемо. Ај, паѓајте се. Одели сте ви играорци од Свети Николе. А која е овај? Овче полска потрчулка ли е? Не ќе да е. А? Хапа! Хе-хе! Шо бе, не ми се игра? А вие мислите да мене многу ми се игра? И мене не ми се игра, но вие од згора. Кажа, ќе дојдеш до толку и толку сата, амо ќе играш. Ќе ти пуштемо музика и ќе играш. Шо да правиш? Мора да играш. Ајде, доста, ајде. Не ми се игра на човеците, шо се? Шо има ново по Свети Николе? А ја викам, ќе пуштемо музика сак. Ели сак со оборокат ќе биду ранчинци. Да повежбамо малце. И па ништо не кажуе. Спортска играте ли? Не, а? Чат, абе, ја. Гледа го представата. Не се клади на енглези и нек не се паза еба. Све на енглези играм и све го. Оне Челси. Дома изгуби. Да бе. Абе, чисти намештајки. Еј, чекай бе, дечко, дај бе, дечко, од која телевизија ти? Дај не снимај, пове, не, ово е за јавност, бе. Ебе, да стварно, од која телевизија ти? Од Сидел ли си или од Телма? А? Дај, молим те, не снимај се. Ово си е наш муабет. Белма. Од Телма ли си ти? Ја си го идо. Добро, почитувани дами и господа. Камера може? Оди? Значи може, добро. Добро вечер и добре дојдовте на оваа многу важна пресконференција. Чекайте само да видам што ми имаат напишано овие одгоре. Значи, вака вели. Почитувани конкуренти и конкурентки. Најпосле дојде долго очекуваниот ден, кога ние сите овде собрани, со голема радост во срцето, треба да распишеме тендер за име, вера и народ.
За вас се разбира, за нас, за поубаво утре, на сите нас, за вашите идни поколенија и да не прима таму, нели, во тие европските интеграции. И затоа, народе мој, ја отворам ова процедура. Ајде сега, 3 пати. Ура, ура, ура! Уа, има. Поради телевизија вас снима, кажете едно само. Ура, ура, ура! Добро, ајде, ќе наснимаме тоа во студио. Значи, со оваа процедура, речете и не на сиромаштијата. Овде, се продава, односно се нуди еден древен и славен напатен народ. И на тендерот се јавија и платија партиципација за нашата убава нација, нашите драги и никогаш не прежалени соседи. Значи, од исток ни доаѓа Аспарух до Курчев! Хајде да моламе на аплауз. Така, плескајте, но не врескајте. Од југ ни доаѓа Пицотакис Папаламацис Кефалос. Може, аплауз. Од запад ни доаѓа Куку Ноне, Скендербеј, Калаштичи. Може аплауз. И од север Шундич, цел свет разумич, најачи на Балкану. Куварица пиле пече, од пилета вода тече. Јо. А замисли, Косовка девојка не дојде. Ту јазак. Значи, драги мои, ја отворам цијата. Повелете, надавајте. Дами и господа, дозволете ми да се представам. Аз се казвам академик Аспарух до Курчев и платих партиципација на тендера за същиот народ, за власт. Иска да искажа ставовите ми за македонскиот вопрос, господа и дами, да разреша тази состојбина безвремени идентитети и слични торжества. Разбира се, че всичко е булгарско. Тази земја по която тъпча сега, като е запишал да наш голям поет Николай Йонков Вапцаров во своята песен тази земја. Мисля, че я знаете. Един, два, да хвана ритама. Извършавам рецитация. Един, два, тази земја по която тъпча сега. Един, два, три на нощ, един подмишка. Един, два. Не се е родил на шинец, кой не може да задоволи жена. Един, два. Абе, то сме с основа един, два. Тревожа се с рецитацията. Благодаря. Дами и господа, много се тревожа с Македонията. Абе, всичките се настървили да вземат тази хубава земя. Абе, не даваме, един, два, всичко е наред от зад напред. Но се случва един, два. Тревожа се с рецитацията. Дами и господа, објавувам декрета за винаги да разреша македонскиот въпрос. Молям ви да станете на краката си, да подсилиме торжествения момент. От днес няма да изтича реката Вардар през Бялото море. Ами ще изтича и ще протича през Чарното море. Малкуцка ще я завърнем, бе! И с тази състояние завинаги ще се разреши македонският въпрос. Всичко е наред, отнапред, отзад и отнапред. Един, два, три, на още един подмишка. Отивам си, ами накратко. Ще се върна. Моите думи не се тралала. Тралалалала, тралалалала, един блок,
lažni bolni sliki mi se vrežalo mislite za neizvedeni odbel od makedonski od pekol, natopen su makedonski od tragizam. Da se vide Makedonec, najpravinje sveta rabota, a duri potoa prokletstvo i nemir. I ne sme Makedonci samo zaradi toa što zboruvame na makedonski. I ne sme Makedonci samo zaradi toa što pejeme na makedonski. Makedonci sme i zato što znajeme da taguvame po makedonski. Što je praveden Noe među ljuđetom, toa se Makedoncite među narodite. Od zemeno li beše, i pak velef me, golem je Gospod. Uskrateno li beše, i pak velef me, praveden je Gospod. Patot do neboto, go otkupiv me so najumnite i najubavite makedonski glavi. I zato nas, Makedoncite, ne može da ne razberat onije što se istaknale vo urivanje na crkvi i manastiri, a se istaknale vo gradenje na bunkeri, stražarnici. Iako zborot ni bil jedinstvena misla, ponego so kamenjani frlat. Iako crkvata ni bila jedinstvena kuća, temelite ih gi potkupuvat. I zato, braća, se kolnam u imето na Boga, verata i česta, дека од денес па до судниот ден со сите сили ќе се борам за слободата на Македонија и Одринско и дека ќе се починувам на волјата на моите началници и нема да ги предадам работите што ќе бидат доверени волно или неволно. Ако не се починувам на волјата на моите началници и ги предадам работите што ќе ми бидат доверени, да бидам убиен од браќата со оружјето кое сега го бакнувам. Со нас е само Бог и нашата правда. Македонија нема што да чека повеќе. Но ние сме должни да се повинуваме на волјата на народот. Македонија се уште не е подготвена за кревање на предвремено востание. Бројот на муницијата, пушките, оружјето не е доволно да се спротивставиме на Отоманската империја. И затоа предлагам гемиджиите веднаш да тргнат во акција. Ќе минираме Отоманската банка во Солун. Се сеќавате дека динамитот поставен на железничкиот мост кај Ангиста предизвика убава возбуда во Солун и во европејските канцеларии. Значи, ако се подготвени Кирков, Богданов, Шатев, Јорданов, Коштанов, Бошњаков, Мечев и сите останати веднаш да тргнат во акција. Делото на гемиджиите ќе биде само еден мал вовет во востанието. Се разбира ако не едно мало востание само по себе. Културните европејци. Што културните европејци? Па тие се плашат од секаков вид на било каква револуционерна активност. Се разбира ако тоа не се поклопува со нивните интереси, тогаш дури и помагаат. Само да ве подсетам, тие ги сметаа грчките бунтовници за разбойници, затоа што беше загрозен нивниот поморски сообраќај во Јонското и во Егејското море. И знаете што направи милордите? На Грција и дадоа статус на нација во војна.
за да можат неја да ја држат одговорна за штетите што ќе настанат на британските бродови. Значи, браќа, делото на гимиджиите не е беззначајна работа. И најбеззначајната работа може да стане многу значајна. Ти ве прашувам, нели сме ние прекалено надејани? Оти се надеваме само на своја помош. А каква помош можеме да очекуваме од останатите рисјански држави околу нас? Не можеме да очекуваме никаква помош. Браќа, не мислат за доброто на Македонија нивните кнезови, кралеви, министри, а се демнат меѓу себе и острат заби за плячка. Секој гледа да заграби поголем дел од нашава земја. Ако тргне наваму бугарската војска, ќе тргне и српската, ќе тргне и грчката, а ќе тргнат и арнаутските бегови да касаат од живото тело на Македонија. Така е разбирам јас македонската борба и македонската политика. Слобода за сите македонци и одринци. А кој работи? Кој мисли да ја присоедини Македонија кон Бугарија, Србија, Грција или Албанија? Тој за себе може да каже дека е добар бугарин, добар србин, добар грк, добар албанец, но не е и добар македонец. А кај нас делби. Постојано се делиме. Санданисти, сарафисти, Ванчо Михајловисти, социјалисти. До кога да се делиме? Зарем остана уште за делење? Прашувам. Уај? Ма перке? Pourquoi? Warum? Зашто? За какво? Па чему? Зарем остана уште за делење, браќа? Зарем остана? Надоаѓа како бран пред кораб дотрае. Удри, удри европеецу, истиштија душава. Овие заборавиле кои се и што се. Кеа ничкосаат, коските на мртвите прадедовци ги продадоа за евреници. Ме гони, ме дува егејскиот ветер, дувај, дувај еолу, оддувај не. Ако сме некаков лист или стебленце без корен, ке не однесеше историјата во невратка. Но еве сме сега и овде. Не ништат, не ничкосуваат, не требат како животни штетници и повторно како феникс се креваме од пепелта, од македонското пеплиште. И се уште клетвата на склавиниите, на поделеноста да се јадеме едни со други, за да докажеме кој е поголем, кој ќе го надвладее братот свој, кој ќе биде на другаго, кој? Не сакам да имам ништо со вас. Кој сте вие да ми судите? Кој сте вие да ме славите? Имате ли вие совест и душа? Имате ли срам и перде крвопици? Ке грмнам како Цеус, ке ве ровио сам со светиот Или. Не ми требаат фестивали, симпозиуми, годишници, се откажавте од мене додека бев жив, а сега мртов ке ме славите. Јас, Ристо Шишков, се откажувам од таквиот театар. Пак полудува егејскиот ветер. Ќе го тажиме Илинден, што го испоганивте сношти. Првиот,
вториот, третиот, Херонеја, Крушево, Свети Прокор Пчински, четвртиот, раскинување на рамковниот. Дувај ветру, не сме стебло без корен. Македонци сме, крепиме со милениуми на мајкава земја, иако дуваат ветровите. Европо! Европо! Уште колку македонска крв, рамки, делби и огради се потребни за да се наситиш. Земјо моја, растната на крстот на демократијата, ќе воскреснеш повторно од пепелта како феникс да се просветлиш. Кога фури ветрот во тој налет на стихијата, ако бевме стебло без корен, ќе не однесеш историјата во невратка. Но еве сме сега и овде. Се уште не ничкосуваат, рамкосуваат до Балчак нашите одродени браќа и пријатели. Се обидуваат да не кренат во воздух, да не одвеат. Со силата на Свети Дух крепиме. Ако ја спасиме Македонија, ќе го спасиме светот. Ако ја спасиме Македонија, ќе се спасите себе си, вашите деца, ќе го спасите светот. Ајде, ајде да си подадеме рака и да ја спасиме. И да ја спасиме Македонија. Скрп и утеха ги знам многу одамна, меѓутоа последно време се изгуби. И сега ова вака на брзина склопено, меѓутоа мене ми се допадна. Им ги знам текстовите, малку ги имат надополнето со моменталниот миг, така да публиката беше задоволна. Иначе истиот лев го јадат и они како ние аматерските театри. Секогаш финансиите се проблем, меѓутоа тоа кога се сака театар на крај крајави не е битно. Ја правам театар 50 години и уште правам. И ќе правам. Парите не се секогаш вако. За скрп и утеха се најдобро и очекувам нешто ново. Се надевам во блиски дни. И благодарам.